А ние, почитувани гледачи, ви останавме должни уште за последната содржина за ова утро. Она што следува во продолжение е линковско вклучување, значи ве водиме веќе надвор од студиото. Еве на линк ја имаме и нашата Ирена Спировска. Ке зборуваме за зимски специјални олимписки игри за кои што ќе се случуваат Торино 2025 година. Ирена, добро утро, гледам дека сте надвор, убаво сончево време надвор. Повелете со твојата соговорничка Катерина Јолакова од танцово студио Еурека да ни кажете нешто повеќе околу сето ова што ќе се случува во Торино. Ирина, ти благодарам за најавата. На вистина убаво мартовско сончево утро, иако се уште свежи, температурите се прилично ниски за почеток на денот, но секако ова сонце ни ветува убав ден понатаму. Јас утринава со големо задоволство сакам да најавам една убава тема која што веќе и ти ја спомена. Од 7 до 16 март во Торино и околината на Торино, Италија, се одржува специјалната олимпијада, светска зимска олимпијада, на која што ќе учествува и наша делегација, составена од талентирани атлети, тренери и официјални лица, кои што ќе представат и нашата држава и ќе учествуваат на овој глобален спортски настан, кој што ќе собере на едно место над 1500 атлети од повеќе од 100 земји. Нашите представници ќе се надпреваруваат во неколку дисциплини, неколку категории, меѓу кои и спортскиот танц. И токму затоа зборуваме со Кате од Еурека, ти веќе ја најави, бидејќи ќе имаат чест, задоволство и привилегија со своите танчери да ја представат нашата земја. Кате, добро утро. Добро утро, убава најава. Благодарам, подготовките се во тек и ова е последен ден пред да тргнете на пат. Всушност утре заминувате, патувате и ајде малку пред да стасаме до самиот настан да кажеме како течеа сите овие подготовки, како дојде до соработката со специјална олимпијада и целата таа конекција за и двајца танчери од Еурека да настапат оваа година на овој престижен спортски настан. На моје огромно задоволство, специјалната олимпијада не повикаа нас да ги подготвуваме Стефан и Илина, кои се надпреваруваат во спортски танци. За прв пат оваа година спортските танци се од официјалниот дел на надпреварувачки дел на олимпијада и тоа е уште поголем предизвик да се представиме во најдобро светло. Работевме напорно, морам да признаам. Речиси секојдневно имавме проби. Имавме проби онлайн и во студио, во нашето студио во Еурека. На подготовките работев јас и Стефани Кралевска, која неуморно се вложи во целиот овој процес. Мислам дека Стефан и Лина се подготвени и ќе блеснат на сцената. Периодов беше прилично активен, но и возбудлив за сите вас кои што ќе бидете дел од таа делегација што ќе патува утре за Италија и ќе не представува на светските зимски олимписки игри. Ова беше еден подолготраен процес на подготовки, не само кореографија, костими, не изостана за среќа поддршка од општествено одговорни фирми и компании. Задоволни ли сте од одзивот што го имавте и цела таа поддршка која што ја добивте? Секако имаше одзив од повеќе компании. Јас за нашиот дел би сакала да кажам, кога не повикаа да работиме со Стефан и со Илина, веднаш знаевме како да пристапиме. Одбравме традиционална музика со модерни елементи, кореографски добро ни се познати и Стефан и Илина и брзо и со леснота јас работивме кореографијата. Делот костими е исто така многу важен кога се представуваме на сцена. На наше задоволство Елена Лука се одзва веднаш по првиот повик. Костимите се готови, се прекрасни и така имаме еден заеднички комплетен пакет да светот да не види во најдобро светло. Како се чувствуваат Стефан и Илина пред заминувањето? Возбудени се. Морам да признам дека се многу возбудени, пресрекни се за ова искуство. Мислам дека допрва ќе бидат свесни за што точно ќе се случува. Вредни, работливи, послушни. Одлично. Денешниот ден, иако е последен пред патувањето за Торино, е исто така со преполна агенда. Во 11 часот имате средба со министерот за спорт.
Така е, Министерството за спорт се озва на оваа покајна да го подржи настанот. Министерот ќе ја прими целата делегација и се надевам дека ќе продолжат понатаму соработките. На ова надпреварување ќе присуствуваат учесници од над 100 земји. Се плашите ли можеби малку од конкуренцијата или со оглед на реномето кое што го има Еурека, искуството, учеството на еден куп надпревари кај нас и надвор, веќе знаете што може да очекувате и на што да се надевате? Повторно ќе кажам дека Стефан и Илина се навистина подготвени да настапат на таа сцена. Мене ми е особено драго што светот ќе ја види нашата работа. Еурека е долги години во овој процес на инклузија и многу бројни проекти направивме кои што нашата земја добро, луѓето од нашата земја добро ја познаваат и во регионот, меѓутоа во светот недоволно добро. Јас сум сигурна дека ќе се представиме најдобро и дека ќе се прошират границите на соработката и надвор од земјава и регионот. Да, велат дека е најважно да се учествува, можеби е помалку важно да се победи, токму и во оваа насока што ја посочи ти, навистина е важно светот да ги види македонските спортски танчери, но и учесниците од Македонија што ќе се надпреваруваат во алпско скијање и крос скијање, дисциплините со кои што оваа година учествуваме на овој престижен надпревар. Кате, и да прашам што значи за тебе како двигател на Еурека и сите овие случувања и основач на танцовото студио Еурека, еден ваков настап на светски настан. Впрочем, вие сте настапувале навистина на многу сцени, но чинам дека ова е еден од поубавите и позначајните настани за ваков тип на учество. Предизвик е навистина на поканата да ги подготвуваме овие атлети во спортски танци. Ние веднаш се одзвавме. Навистина е предизвик, ретко се случуваат волку големи настани. Се надевам дека ќе оствариме успешна соработка со голем број од земјите и ќе биде една круна за нашата долгогодишна работа во инклузијата. Ние со задоволство ќе ги следиме сите спортски настани оттаму, нормално колку што можеме да имаме достапни информации. Се надеваме и веруваме дека навистина ќе представат Стефан и Илина и останатите учесници на оваа зимска спортска специјална олимпијада во најубаво светло, дека ќе оставите прекрасен впечаток, а доколку се вратите и со некој освоен медал, нормално радоста, задоволството и гордоста се уште поголеми. Секако, јас се надевам, очекувам би сакала да се вратат со медал сите атлети и се надевам дека секоја следна олимпијада ние ќе го скршиме мразот во спортските танци, меѓутоа се надевам дека секоја следна олимпијада ќе се проширува таа квота и повеќе младенци ќе имаат можност да бидат дел од ваков голем настан. Кате, ти благодарам. Не би ти одземала повеќе време со оглед на тоа што во тек на денешниот ден навистина треба да се завршат сите подготовки до крај. Во свое лично име и во име на екипата на телевизија Алфа ќе ви посакам успешно учество и остануваме и понатаму, се разбира, во контакт да ја информираме и пошироката јавност за тоа како ќе помине нашето учество на Олимпијадата. Благодарам за поддршката, Ирена и Алфа ТВ, секогаш со Еурека и со нашите настани. Им посакувам на сите атлети пред се незаборавни сеќавања, убави спомени, убави дружби, па медалите нека дојдат потоа. Благодарам уште еднаш. Еве, зборувавме за специјалната олимпијада која што навистина прави голем придонес за инклузивно општество и им дава можност на младите талентирани атлети да докажат дека навистина имаат огромен потенцијал кој што не само ние туку и светот треба да го види. Ирена, тука се одјавувам, го заокружувам разговорот, посакувајќи им на нашите гледачи убав ден и се разбира се гледа и слушаме повторно утре со нова тема и ново линковско вклучување од нашиот град. Ирена, ти благодарам многу за ова линковско вклучување. Поздрав до тебе, поздрав до сите кои што ќе не представуваат во Торино. Колку што слушнавме, се тргнува денеска и се некаде до 12 март трајат овие специјални олимписки игри. Многу успех и пуштаме среќа на сите нашинци кои што ќе не представуваат тамо на овие специјални олимписки игри.